Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Тричленото семејство Јосифовски од Гостивар, соочено со сиромаштија, болести и тешки услови за живот, бара помош и апелира до граѓани, фирми и до институциите да им излезат во пресрет. Во мизерни услови, без пари за храна, со болести, во солзи и очај. Вака тричленото семејство Јосифовски од гостиварската населба Циглана го живее своето секојдневие. Минималната социјална помош и парите што ги добива ќерката Радица како надоместок заради попреченост во развојот, месечно се околу 5000 денари. Јосифовски велат дека и тие пари не ги добиваат редовно, па често, освен бајат леп, немаат ништо друго за јадење. Родени, социјална помош и да не ми е редовна, дечето прима 2 месеца нема земено, немам купатило, немам услови за нега. Ја го ранам, ја го бањам, ја го надам. Не плачувам, не. Леп јадам од бајат леп јадам, него леп од бајат леп. Вика продавница, оти тетко купуеш од овај, ја викам немам пари, ти вика кучињата го јада тој леп, немој да земаш од тој леп. И вика немам пари, морам од тој леп да јадам. Тука решењето, виде, 3000 и нешто го купишуват. И тие данок, струја не можам да плата, водовод ме тужи, зашто немам вода платено, градоначалникот ме одбијат, зашто данок немам платено на куќата, и од нигде помош, од нигде. И затоа реши вака да се види во јавно. Таткото Милотин поради нарушено здравје не може да бара работа, пензија не прима, а мајката мора да се грижи за Радица. Семејството поднело барање за надоместок за туѓа нега, со оглед на тоа што Радица не може сама да ги извршува основните потреби, но биле одбиени. Не гледајќи друг излез, јавно се обраќаат до сите институции, граѓани и фирми, кој колку може да им помогне. За пензија што овие видиш, прекидно срце со лезда, не можам ни лекој да му купам на дејчево. Цела зима кашла сироте на сурупче не можам му зема. Дај мамо сурупче, нема пари, муќам мамо, што да ти купам сурупче? Парично, крана, било што ќе, тоа за мене е задоволство. И пари, и крана, и хигиена, веќе отвориш и тука, кој немам ништо купатило. За зрак светлина во единствената соба што ја имаат, за Јосифовски последната надеж лежи во хуманоста на граѓаните и освестување на институциите. 18 интервенции имале тетовските пожарникари во новата 2018 година, или во просек по една дневно. Голем дел од нив се случиле на новогодишната ноќ, а за другиот дел причина се неисчистените оджаци. Што повнимателно однесување, толку побезбедни граѓани, советуваат од противпожарната единица Тетово. Ретки се луѓето на кои ќе им посакате помалку работа во новата година, ако го земете предвид општественото добро. Токму со ваква порака ја започнавме првата средба со командирот на територијалната противпожарна единица Тетово, УК Алити, а тој со големи бројки на пожари на стартот на 2018-та. Дури 18 интервенции имале тетовските пожарникари заклучно со денешниот ден, што значи дека дневно имале по еден случај за кој биле повикани. Голем дел од нив се случиле на новогодишната ноќ, а за другиот дел како причина Алити ги наведува неисчистените оджаци. За новогодишната ноќ, значи само за новогодишната ноќ сме имале 7 интервенции и тоа ние предупредивме како територијална противпожарна единица Тетово, значи предупредивме нашите граѓани, ги предупредивме преку медиумите, преку социјалните мрежи да бидат внимателни со користење на пиротехничките средства, значи баш од тие пиротехничките средства, значи од разните петарди, ракети, избувна, мислим, се појавија тие пожари и тоа највише на запалени контейнери, но би рекол за среќа немавме повредени, немавме некоја поголема штета, некоја појава на некој поголем
пожар од поголеми размери, што се вика, за да интервенираме ние. Имавме еден голем пожар у село Вешале, значи у Шарпонинското село горе у Вешал, кај што бевме, би рекол, интервениравме многу успешно, бидејќи се знае во какви услови отидовме сега зимски период до тамо и значи ја завршивме работата како што треба. Сме имале и интервенција на сообраќајка, каде за жал имаше и жртва, кај што покажавме све од нашето знаење и умење како да се справуваме и при сообраќајки. Овдека би рекол, пред се да бидеме во соработка со полицијата, значи и со првата помош, значи секогаш идеме на тоа, работиме на тоа, да бидеме заедно за да излеземе на секоја интервенција, кај што еве имавме пример и у ова сообраќајка, каде што имаше и повредени и за жал, викам, жртва. Значи тоа ни кажува да бидеме секогаш спремни заедно за да интервенираме. Останува старата лоша навика на граѓаните да не ги чистат оџаците во куќите и стамбените згради. Оттаму останува и апелот на командирот на територијалната противпожарна единица Тетово у Калити за редовно контролирање на оџаците. Тој проблем изгледа како традиција кај нас, што нашите граѓани не се навикнати, не се научени да ги чистат оџаците, бидејќи постојат луѓе кои се специализирани за тие работи. Апелираме до нашите граѓани, ние како територијална противпожарна единица Тетово, апелираме до нашите граѓани да ги чистат оџаците, бидејќи од еден неисчистен оџак може да се појавува пожар, и тоа да се појавува некој пожар со катастрофални последици, како за едно семејство, би рекол нарочито у колективните згради, висококатниците, кај што имаме примери секојдневно, значи од тие 18 појавени пожари, више имаме над 10 само на оџаци, појава на пожар на оџаци, значи припазуваме многу на висококатниците, кај што у една зграда, да речеме, живеат над 20-30 семејства, значи една зграда, едно село. И би апелирал до кај нашите граѓани да ги овие нашите апели внимателно и да ги слушат и да ги спроведуваат, да ги чистат оџаците. Нарочито би рекол кај кучните совети да преземат мерки за подрумските простории и оџаците обавезно да се контролират и да се чистат. Но да се чистат и да се контролират и електричните апарати, нон-стоп да се внимава, бидејќи колку што повнимателни да бидат нашите граѓани, толку ќе бидат и побезбедни. А дека навиките се менуваат, докажува и фактот што за разлика од порано сега нема злоупотреби на бројот 193, а граѓаните имаат и подигнато и сообраќајната свест, па лесно даваат предност на пожарникарските возила, завршува Алити. Кучиња скитници секојдневно ги напаѓаат тетовци. Граѓаните бараат властите што поскоро да го решат овој долгогодишен проблем. Ваква е секојдневната слика во Тетово. И во строгиот центар и на периферијата од градот пешаците не се чувствуваат безбедно. Глутница кучиња скитници слободно се движат по јавните површини и ги напаѓаат тетовци.
Според евиденцијата на здравствените институции, граѓаните речиси секој ден бараат лекарска помош поради каснување од куќе бездомник. Бројката е многу поголема ако се земе предвид дека дел од граѓаните не ги пријавуваат сите напади од овие незгрижени животни. Жител на Тетово пред нашата камера раскажа како бил нападнат и искасан од куќе во близина на железничката станица. Па идев дека и железничка станица и одеднаш две куќи ми се пуштија на кај мене. И едното ми укаса. И тоа беше. Се обративте за помош? Не, нема потреба. Граѓаните бараат општинските власти што поскоро да ги згрижат куќињата во стационар како што е пропишано со закон. Треба да се преземе нешто особено од општинските власти, да, речето. Треба општина да зема нека обврска да направи нешто за нив. Би било добро тоа. Ама треба да е стационар да има, да се среда куќина. Иначе ја бев овде, баш идам кај ќерка ми овде и едно куќе го нападна еден човек. Пред мои очи го гледав и не може да го одуа. И човекот го дигне, притрча мужиот тамо, баш на спорски овде на центар. Од општина Тетово велат дека планираат да изградат стационара за згрижување на куќињата скитници, со кој би управувало јавното комунално предпријатие Тетово. На следната седница на Совет на општина Тетово, која ќе биде закажана, се очекува да се усвои предлог за изградба на стационар, со што ќе започнат и процедурите за изнаоѓање на локација за изградба на овој стационар и третирање на куќињата скитници во градот, соопшти од општина Тетово. Инаку општинските власти во неколку наврати ветиле дека од општинскиот буџет ќе издвојат пари за згрижување на куќињата скитници, но досега на терен од ветеното нема ништо реализирано. Кривично ќе одговараат неколку лица кои физички нападнале други лица или уценувале. Против купно 5 мина во 3 одделни случаи. Полицијата денес поднесе кривични пријави за разбојништво, уцена и за насилство, кои се случија во изминатиот период, а за кои веќе информираше телевизија КИС. Неколку лица кои физички нападнале други лица или уценувале, ќе одговараат кривично. За вакви дела кривични пријави заработија 5 мина во 3 одделни случаи. Кривична пријава поднесе секторот за внатрешни работи Тетово против 27 годишник од Горно Палчиште, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело разбојништво, информираат од МВР. На 10 декември 2017 година околу 16 часот и 45 минути, додека две лица се движеле со патничко возило на локален пат на цело Горно Палчиште, пријавениот ги пресретнал и ги сопрел, пошто физички го нападнал едниот од нив, удирајќи го со тупаница во пределот на лицето. Пријавениот го одзел возилото и се упатил во непознат правец. По преземените мерки и активности, пријавениот бил лишен од слобода, додека возилото му е вратено на сопственикот. Кривично ќе одговараат и двајца 19 годишници и еден 24 годишник, поради постоење основи на сомнение дека извршиле кривично дело насилство. На 10 ноември 2017 година околу 18 часот и 30 минути, додека двајца тетовци на 21 и 18 годишна возраст се движеле по улицата Маршал Тито, пристигнале пријавените и веднаш физички ги нападнале, задавајќи им повеќе удари по главата и телото, од што нападнатите паднале во безсознание. Од страна на случајни минувачи истите биле разделени, а оштетените биле пренесени во клиничката болница во Тетово за укажување на лекарска помош. Од МВР информираат дека против 29 годишник од село Врапчиште Гостиварско кривична пријава поднела полициската станица Гостивар, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело уцена. Во октомври 2017 година, пријавениот со цел да прибави противправна имотна корист за себе, уценувал 18 годишна девојка од село Добридол, дека преку социјалните мрежи ќе објави нејзини фотографии, доколку не му исплати 400 евра или да излезе со него. Македонските граѓани уживаат делумна слобода.
оценија од американската невладина организација Freedom House. Во новиот извештај за слободата во светот во 2018 година, Македонија е наведена како држава чии настани и случувања годинава треба да се следат. Со зборовите демократски избрана влада со вклученост на етничките заедници. Freedom House проценува дека новата владина гарнитура во Македонија цели да ја искорени корупцијата, а и други злоупотреби на системот, кои, како што е наведено во извештајот, се засилиле во време на претходната влада. Македонија е оценувана од 1998 година и од тогаш има статус делумно слободна. Овие години поените варираат од 3 до 4 на скалата од 7 поени. Годишната оценка ја дели со државите од регионот како Албанија, Косово, Црнагора и Босна и Херцеговина. Соседите Бугарија и Србија заедно со Хрватска се оценити како слободни држави. Како неслободна држава во наша близина е наведена Турција. Државите од Западен Балкан имаат потреба за поддршка од поголемите и моćни демократски држави за да напредуваат кон остварување на демократските принципи, пишува во извештајот. Лидерот на Српската партија на Косово Оливер Ивановиќ изутринава бил убиен во Косовска Митровица. Полицијата трага по сторителите на убиството. Сопругата Милена изјави дека се знаат убиците и дека ова нема да заврши добро. Неодамна бил запален автомобилот на Ивановиќ, а членовите на неговата партија Слобода, демократија, правда се откажале од кандидатурата на последните локални избори поради застрашување. Ивановиќ од 99-та година извршуваше повеќе политички функции на Косово, а во 2014-та беше затворен од косовските власти за злосторства, осуден на 9 години затвор, но потоа пресудата била повлечена, а судењето повторено. По убиството српската делегација ги прекина преговорите со косовските представници во Брисел. Демонстранти се судрија со полицијата пред грчкиот парламент, во кој пратениците гласаа за одобрување на нови строги мерки на штедење. За време на гласањето на законот кој содржи повеќе од 1500 страници, полицијата се судри со демонстрантите, кои фрлаа камења и молотови коктели. Демонстрантите исто така ја прскаа полицијата со црвена боја, а таа употреби солзавет за да ги растера на скалите пред зградата на парламентот. Не се пријавени апсења на демонстранти или повредени. Претходно во Атина и Солун околу 20.000 луѓе маршираа против владата. 13 браќа и сестри на возраст помеѓу 2 и 29 години се пронајдени врзани и гладни во куќа во калифорнискиот град Перис, што се наоѓа на 100 км источно од Лос Анџелес. Нивните родители се уапсени и обвинети за загрозување на здравието и животот на децата. Целиот случај е обелоденет кога една од сестрите на возраст од 17 години успеала да побегне од куќата и да се јави во полиција. Таа посочила дека нејзините 12 браќа и сестри се затворени во куќата од страна на родителите. Полицијата се упатила кон куќата на Дейвид и Луис Торпин и таму ги пронашла децата врзани и гладни во темна просторија со неподнослива миризба. Децата се однесени на лекување. Службата за заштита на деца започна истрага за случајот. 2 лица загинаа, околу 40 се повредени по експлозијата во белгискиот град Антервен, кој оштети неколку згради. Полицијата изјави дека експлозијата не била поврзана со терористички напад и информираше дека веројатно се должи на истекување на газ. Експлозијата одекнала во италијанскиот ресторант Примавера, а од нејзината јачина се урнала зградата во која бил сместен ресторанот. Полицијата соопшти дека повредените се здобиле со помали повреди, додека 7 лица биле спасени од урнатините. Најмалку 47 деца се повредени денеска кога училишен автобус удрил во куќа во градот Ебербах, во југозападниот дел на Германија. Како што јави ДПА, 10 од децата се во тешка состојба, а 5 од нив се борат за живот. Автобусот што превезувал деца кои оделе на училиште од се уште непознати причини, удрил во неколку автомобили, а потоа и во куќа. Во акцијата за транспорт на најтешко повредените деца до болница беа вклучени 3 спасувачки хеликоптери.
Колумбиските власти денеска соопштија дека 10 работници загинале кога се урнал мост што тие го граделе во близина на главниот град Богота. Представници на цивилната одбрана наведоа дека несреќата се случила на 95 километри од Богота. 9 работници загинале на лице место, додека 10-тиот починал во болница. Се уште не е утврдено колку работници биле кај мостот во моментот на несреќата и дали има исчезнати лица. Времето денес беше променливо облачно. На крајниот запад со врнежи од дожд, а на планините од снег. Дуваше умерен до засилен југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 0 до 3, а дневните од 4 до 7 степени. Утре предпладне ќе биде променливо облачно. Попладне, почнувајќи од запад со врнежи од дожд, кои во текот на ноќта поради нагло заладување ќе преминуваат во снег. Ќе дува засилен југозападен ветер, кој кон крајот на денот ќе се промени во северозападен. Утринските температури ќе се движат од -2 до 2, а дневните од 4 до 8 степени. Вестите ги завршуваме. Пријатно.